Од 1 до 2 денари ќе поевтинат јајцата од кокошка, се пофалија од владата на уште една во низата пресконференции посветени на производи кои одат под мраз. Премиерот вели дека најскапото јајце од утре ќе се продава по цена од 9,8 денари. За некој денар поевтинува и оризот во зависност од компанијата која го пакува. Зошто наеднаш не се замрзнат цените на сите производи кои се на листата на владата и зошто има потреба секој ден да се прави пиар со пресконференции на кои ќе се брои производ по производ, Ковачевски вели дека тоа било за доброто на граѓаните. Граѓаните да имаат цени кои што одговараат на условите кои што можат да ги поднесат најдобро во оваа криза. И навистина ова се одлуки кои што владата ги носи се со цел заштита на стандардот на граѓаните. Сепак 1 до 2 денари не представува некој големо намалување за производите за артикли. Првен не би кажал дека не би се согласил со вас дека е 1 до 2 денари. Кај тестенините Еве конкретно за јајцата денеска. Кај јајцата целта е да се замрзне цената, да нема дисбаланс на пазарот и да се покачи премногу цената. Премиерот додаде дека трговците првин мора да набават јајца за граѓаните дома, а потоа да има за извоз. Во владата се разговарало и за евентуалното замрзнување на цените на овошјето и зеленчукот, а анализите што ги прави Министерството за земјоделство треба да се достават до економија и до кабинетот на премиерот, пошто повторно ќе правеле нови анализи. Ако треба да се донесе одлука за замрзнување, за ограничување и слично, тоа се носи согласно закон за трговија, но импутот во носењето на одлуката треба да го даде Министерството за земјоделие. Од владата смируваат дека земјава нема да остане без јајца во пресред на великденските празници, зашто внимателно се следела целата состојба. И додека стопанството критикува дека вештачки се замрзнуваат цените, од владата следно ќе ги анализирале и месните производи, пошто и за нив дополнително ќе се одлучува за колку да има намалување.